Господине Заев, досега објавивте 21 бомба или околу 200 снимки и очигледно дека власта нема никаква намера да се повлече, туку напротив има намера да ве казни. Иако имате кажано дека не може да има судска разрешница пред политичка разрешница, сепак во последно време допираат некои информации дека Заев ќе седне на обвинителната клупа. Исто така се случаат информации и имаше изјави од некои експерти, така наречени експерти кои се блиски до ВМРО-ДПМН, дека Заев ќе заврши во затвор во средината на мај. Ќе дозволите ли Зврлевски и Јован Илиевски да ве седнат на обвинителна клупа? Значи, јас бев на обвинителна клупа. Прашањето е дали ќе седам на судска клупа, заради тоа што една од опциите кои што обвинителите имат во многу брзо време е да покренат обвинителен акт, секако и да отфрлат кривична пријава. Нашиот став е јасен. Ние не можеме да веруваме во правосудниот систем, без разлика дали е тоа судството или обвинителството. И тоа не е само наш став. Тоа е став на мнозинството граѓани, тоа е став на меѓународната заедница, дефиниран преку сите извештаи на ОПСЕ, Европската унија, Стейт департментот и една од најкритикуваните работи кон Македонија во сите неколку последни години преку сите извештаи на меѓународната заедница. И на крајот тоа е така. Граѓаните го знаат, ние тоа го докажавме преку објавување на доказите и аргументациите. Секако дека ако не се случи да се обезбеди слободата и гаранцијата за слобода на секој граѓанин, така и на нашата, ние ќе ја преземеме обврската сами да си ја заштитиме нашата слобода. Кога немате институции на системот кои што гарантираат правичност, кои што гарантираат безбедност и слобода на секој граѓанин, тогаш нормално е да секој се обиде да се гарантира својата слобода. Во обвинителството и судството одиме, иако не ги признаваме, иако не прифаќаме дека се правични, дека работат по устав и по закон, туку напротив тврдиме дека се извршители на власта, одиме да покажеме дека го почитуваме уставот и законите и да оставиме трага со тоа што не сме исти како нив. Но апсолутно, целиот овој процес, и драго ми е што јавноста веќе го знае, насилство Заев правил врз Груевски. Груевски не е надлежен да ми даде техничка влада и предвремени избори. Опозицијата е должна да бара оставки, опозицијата е должна да бара паѓање на власта. Тоа е работата и по устав и по закон на опозицијата. Надлежен за оваа работа е парламентот. И втора работа, сите докази кои што ги видовме покажуваат напротив дека со цела достоинствена почит, како према опонент и како према премиер, е настапувано во сите овие разговори. Сите овие разговори кои што се случени, постојат сведоци, меѓународната заедница, домашната заедница, дека се обид за преговори за 5 барања на власта. Во доказите не постои ништо што покажува насилство, уцена, не знам, закана или слично, кое што би можело да се дефинира на тој начин. Велите и сега повторивте дека не ја признавате објективноста на обвинителството и судството, сепак дека одите во обвинителството за да оставите трага и да покажете дека ги почитувате законите во Република Македонија. Сепак во истовремено објавувате снимки каде што тврдите дека не се почитуваат законите. Што доколку се случи како во процесот Македонска банка, кога не ви дозволија да го донесете Ден Дунчев како сведок, ако и овој пат не ви дозволат да донесете некои од сведоците за кои тврдите дека постојат и кои можат да докажат дека УГК прислушувала? Значи не се само доказите. Нормално кога опозицијата отвара ваков процес, на ваков начин, како што тоа го правиме, и дека како имаме силни и необорливи докази кој тоа прислушувал и кој тоа всушност правил пуч во државата. Дали е тоа Заев или е тоа Груевски. И апсолутно тоа ќе го докажеме. Правдата може да забави, но никогаш не може да не дојде. Таа ќе дојде сега или во поново време, кое што ќе се случи во Македонија. Одиме за да не покажеме дека сме исти како нив. Одиме заради тоа што се бориме за поинакво утре во ова наша Македонија. Без разлика кој ќе ја води Македонија. Без разлика. Мора да биде слободна и демократска, каде што ќе има владење на правото. Кога тогаш правдата ќе дојде? Тие можат да бидат уште подрски и безобразни од процесот со прислушувањето помеѓу Ден Дончев, Газданини и Никола Груевски, кој што го водевме како процес и јас бев казнет со 50.000 евра, кој што постапка е во апелација и сега не знаеме понатаму што се случува со самата постапка. Но толку е силна вербата во правдата. Кога тогаш дека ќе дојде? Толку сме сигурни во доказите кои што ги поседуваме. Апсолутно тоа не прави само похрабри и порешителни. Неодамна градоначалникот на Струга Зијадин Села
Имаше свој став дека не можете да памнете ова власт со снимките и предложи да поставите шатори пред владата како начин на притисок со кој ви ја гурнале власта. Ви изгледа ви прифатли ваквиот предлог? Не само мојот колега градоначелник Зијадин Села, тоа што го предлага од цела Македонија стигаат многу слични предлози. Гневот расте кај граѓаните. Вистината за Македонија е прва обврска на опозицијата, ние ја ветивме, ја објавуваме и со самата вистина која што допира кај граѓаните и тоа силно допира. Гневот расте кај граѓаните. Тоа се и причините зошто ги правиме овие протести низ градовите. Се обидуваме на еден начин да ги канализираме гневните реакции на граѓаните, зошто? Заради тоа што веруваме дека треба до крај да се даде шанса на се друго, освен истурање на гневот на улици. Но на крајот, ако не се реши, на поинаков начин работат, дали со оставки, дали со меѓународно посредништво или слично, јас сум должен да го предводам нашиот народ кон враќањето на слободата и демократијата. И бегање од тоа нема. Знам дека ако не се успее целиот овој процес, многу е брзо времето кога тоа ќе се случи и знам дека тоа е конечната точка до кога може да се одржува оваа ненародна, нелегитимна, забегана и злосторничка дружина преточена во власт во Република Македонија. Оставате ли можност да престане објавувањето на бомбите поради еден вид меѓународен притисок или поради постигнување на компромис меѓу власта и опозицијата? Прво мора да знаат граѓаните дека ние ветивме целата вистина и таа излегува. До крај, се што поседуваме, ние тоа ќе го објавиме и граѓаните ќе го знаат. Лјупчо Георгиевски предложи меѓусебна амнестија, имаше изјава, значи предложи меѓусебна амнестија меѓу СДСМ и ВМРО ДПМН, затоа што тој, како што вели, убеден е дека СДСМ прислушувала. Прифатлива ли е амнестија за луѓе кои што се збогатиле на криминален начин? Кој сум јас како политичар да зборува за амнестија? Во оваа земја наша има и устав и закон. Не само што мора да паднат од власт, мора да одговарат пред власт за кривичните дела кои што ги направиле, за кршењето на законот. Има да го вратат сето тоа што е украдено од Македонија. Постојат закони во оваа земја и за оваа работа. И се кое што согласно закон е украдено, е надвор од она што е докажливо дека го заработиле на честен и законски начин. Се што е надвор од тоа, има да го вратат. Овде никој нема право ни да зборува за амнестии, ниту пак за некакви аболиции или за некакви си замижувања, се во функција на некој си политички диалог или слично. Јас сум Зоран Заев. И гледате како сум решен и храбар во оваа постапка. Мечот ми е на глава, но јас сум само еден граѓанин од оваа наша Македонија. Важна е Македонија и днината на сите граѓани на оваа земја. Меѓутоа, што ако меѓународната заедница ве притисне да се сложите со амнестија како начин или услов за постигнување на компромис? Како ќе ме направи председател на државата за да ја потпишам амнестијата или аболицијата? Да ветите? Не, апсолутно. Доколку дојдете на власт. Јас зборувам за вистината на Македонија, јас го водам проектот Вистината на Македонија. Драго ми е што целиот слободарски народ се приклучува на оваа работа. Преку нова организација, интелектуалци, преку граѓаните. Ова расте и ова е несопирливо. Не може Заев да застане на другата страна. Тоа е невозможно. Јас се борам против тоа, што евентуално би можело некој да го постави како услов. Проблемот не е во Заев, не е во граѓаните. Тој тоа што го правел во Македонија. Тој треба да му мисли како тоа во иднина ќе има рефлексии врз него. Тоа не е ниту моја обврска, ниту обврска на граѓаните. Согласно устав и закон, секој што се огрешил има да одговара. Слушаме во последниве денови од власта и од некои луѓе од власта дека објавувањето на бомбите се губи интерес кај јавноста, дека се шпански и турски серии. Какво е вашето мислење? Дали се уште јавноста ја држи вниманието од бомбите и дали кога планирате да објавите некои позначени бомби? Нели повеќе пати ги спомнавте АР телевизија, Монструм, Никола Младенов, изборите и не. Секако знаат граѓаните, неколку пати сум повторил и пак ќе кажам, согласно нашето сценарио, кое што е добро осмислено и верувам дека граѓаните увидува дека е добро осмислено, секоја тема која што ја објавуваме, така да ја кажам, си има своја намена. Зошто? Може би за некои граѓани е важен финансискиот криминал.
За некои граѓани е важно правосудството и тоа што се случувало. За други граѓани е важно тоа што се случува во медиумите. Гледате дека има група на граѓани кои што многу им е важно монструм, што тоа се случувало и што тоа ние имаме докази. На друга голема група на граѓани, како што гледам, важно им е А1. На трета им е важно пописот, што се случувало. Не знам, на четврти им е важно Никола Младенов, името и многу други отворени дебати кои што траат во Македонија. Сака да ја видат вистината околу тоа. Се согласно нашето предвидено сценарио ќе биде споделено со јавноста и објавено навремено. Господине Заев, поседувате ли видеоснимки? Не, тоа Груевски го поседува. Кај него ќе се обратите, тој е мајстор за видеоснимките. По втората рунда преговори во Брисел најавена е трета рунда на преговори. Има ли надеж? Има ли повеќе рунди? Како очекувате да се одвива овој процес и колку долго? Јас само ќе кажам, ако има повеќе, нека се убрзат. Заради тоа што обврска на опозицијата е Република Македонија. Ние даваме шанса на преговорите. Реков, сме демократи. Иако често излегувавме понижени преку преговори, со паломи хартии, со снимки во јавноста во премиерски кабинет, со кршење на се што е договорено преку практична реализација на изборен законник. Со наведнати глави се вративме за добрата иднина на Македонија во парламентот, прво на комисиите, после на пленарните седници. Се заради ова наша Македонија. Што направи меѓународната заедница да го запре ова злосторство? Последна шанса даваме за меѓународната заедница. Добри пријатели на Македонија се. Прогледнувале ни с прсти, но заради таа пуста безбедност, која што сакале на еден начин да ја сочуват, да дадат шанса, и ја алиментирале оваа диктатура и овој автократски режим кој што е поставен во Македонија. Оврска и по устав и по закон на опозицијата е да биде коректив на власта, да го спречи секое дивење и забегување на власта. Тоа е нашиот императив. И ако Заев си во овие месеци, заедно со целата опозиција, не попушти и се врати во парламентот, беше упорен, нема да попушти сега, ако нешто е спротивно на интересите на иднината на Македонија. И апсолутно сериозноста на самиот процес во кој што сме влезени, сам по себе е гаранција за нашите ставови. Но секако сме трезвени луѓе. Нашите суети ги оставивме дома. Овде сме да водиме партија која што постои заради Македонија. И затоа сме повторно зелена маса. И пак преговараме. Некои ќе кажат и кажуваат, абе со кој преговарат? Абе зошто преговарат? Мора да дадеме шанса на преговорите. Секако до одреден момент. Доколку не се успее, ќе се истурат граѓаните по улиците, а јас сум должен тоа да го водам. По заканите и оцените за кои обвини премиерот Груевски, дали имало некоја иницијатива за повторна средба меѓу вас? Не. Апсолутно не верувам дека ни ќе се обиде да направи таква средба после целото тоа што се случуваше и посебно после сите овие тактички опреми, не знам какви комбиња на 2 километра што снимаат, снимки од премиерски кабинет, па осумневање за насилство. Знаете како тоа насилството го дефинира моите адвокати и јас како дечко и девојка, кои што долг период се во врска. Почнале да имат и сексуални односи помеѓу себе. И наеднаш дечкото вели: силуван сум од тебе. Како бе тоа така? Тоа е насилството кое што Груевски го тврди. Со тоа што Заев барал техничка влада и предвремени парламентарни избори. Се работи за спасување на својата кожа, која што се обиде преку дрско и безобразно притварање на луѓе, одзимање на пасошот на лидерот на опозицијата, да продолжи со сеење на стравот и кон опозицијата, а преку тоа и до сите граѓани. Но виде дека уште поголема храброст и решителност е нашата реакција на тоа негово забегување. И секако периодот кој што следува ќе биде уште поголема решителност и храброст од тоа од кое што досега го видела граѓаните од страна на опозицијата. Македонија мора да успее. Македонија заслужува да успее. И тоа ние, заедно со граѓаните, ќе го направиме. Не следат ли уште, не слушаат ли? Се плашите ли за својата безбедност? Апсолутно не. Гледат граѓаните дека воопшто око не ми трепнува за мојата безбедност. Јас се сметам себе како можеби во моментот на страна на слободарска Македонија, прв меѓу еднаквите. Но меѓу еднаквите. Воопшто око не ми трепнува за оваа работа. А дека слушаат и тоа најверојатно уште повеќе од претходно. Господин Заев, еве да земеме хипотетички една ситуација СДСМ да дојде на власт.
земјава економски е очигледно дека е во своевремен пустош. Дали имате некаква програма, дали имате некаква идеја како би можеле сето тоа да го правите? Вие во повеќе наврати кажавте дека СДСМ пред да дојде или кога ќе дојде на власт ќе се развласти. Што значи тоа? Еве вака. Вака водење на процес од страна на опозицијата и исто така покрај другото и испорачување на ветувања за храбри решителни чекори во полза на добрата иднина на Македонија. Согласно тоа, покрај нашата програма за враќање на средната класа која што ја знаат граѓаните, а владините перјаници упорно тврдат дека не постојат такви програми, Социјалдемократскиот сојуз во многу брзо време ќе обелодени својата платформа која што во моментот тече како дебата низ органите и телата на партијата. Таа е подготвена, но зошто е овој пат така како платформа специфицирана и подготвена? Заради тоа што самиот процес кој што се случува, самиот моментум во кој што живееме, граѓаните очекуваат и да испорачаме што ако замине власта и ќе се случува во Македонија. Од тој аспект ќе добијат сите наши граѓани, а ние ќе понудиме платформа преку која што ќе се видат решенијата. Како? И ќе знаат сите, Македонија ќе биде нормална земја. Како? Македонија ќе биде слободна, како ќе биде демократска земја. Како Македонија ќе има економски известна иднина и тоа добра економска иднина. Како новата власт предводена од СДСМ, секако доколку СДСМ ја добие честа на регуларни избори, Македонија ќе биде, идната влада на СДСМ ќе биде однапред разластена. Што значи тоа? Транспарентност до крај, комплетен увид во се, отварање на состојбите до крај и водење на државата со максимална, транспарентна и јасна политика. Јас вршев своевиден експеримент и за себе и за граѓаните во Струмица. Заглавена беше Струмица до безвеси економски и финансиски. Покажав и пред себе и пред граѓаните. Ако се сака, се може. Денеска Струмица е една од најуспешните, ако не и најуспешна општина во Република Македонија. Тврдам, и како економист, и како човек кој што бил 2 години пратеник, 10 години градоначалник, доаѓа од бизнис секторот, водејќи комерција на фирми со повеќе од 820 вработени. И како може добро да се живее во Република Македонија. Можеме не веднаш да бидеме Швајцарија на Балканот, но подобро од ова денеска што го имаме, можеме. Само политичарите да ги тргнат своите валкани раце од парите на граѓаните. Само политичарите да го сватат како чест тоа што им се дава од граѓаните за 4 годишниот мандат за кој што ги бират. Имаме работен народ, одлична географска поставеност, доволно ресурси. Не да ги задржиме младите овде, да ги вратиме во државата. И тоа мора да го правиме заедно. Тврдам дека мислите на СДСМ не се осветелюбиви. Што ќе правиме со луѓето ако некој има намера да ги избрака од државната администрација? Тоа е нашиот народ. Барале работа преку ВМРО, па можеби преку ВМРО се вработени. И тоа го покажавме со снимките. Ама има дома семејства, има деца. Заедно ќе ја градиме Македонија. Ние не се бориме за да бидеме од обратна ситуација исти како ВМРО. Зошто тогаш да ги оставиме луѓето да харат и да упропастуваат Македонија? Наша цел е да презентираме поинакво утре за сите нас, каде што заедно ќе ја градиме оваа Македонија. А во фер услови, повторно ќе се бориме, но за интересите на државата. И затоа многу често велам, ова не е битка на СДСМ против ВМРО или Заев против Груевски. Ова битка што ја водиме е битка на целиот слободарски народ, на целиот наш народ во огромно мнозинство против врхушката на власта. Добро, тој пакет што сте го замислиле, сте размислували за законите за високо образование, проблемите, реформите за средношколците, многуте давачки кои што се наметнати на фирмите, законот за конорарци. Дали сте размислувале за некои поинакви решенија или да ги укинувате овие закони? Еден дел и се соопштени веќе решенија од кај нас. Значи ние ветивме дека законот за екстерно тестирање ќе го укинеме, а не вака да го модифицираме за дневно политички потреби од на власт. Како што беше со Груевски состојбата, ја знаете. Не отстапувам, тврдокорен сум за се. Опа, почна бомбите, отстапи за се. Значи, како продолжила работата, тие ќе ја ветат, не знам, месечината на сите граѓани. Како продолжила работата. Реално, веќе граѓаните ги препознаваат дека ветувањата не се финансиски издржливи. Немат алиментација позади нив. Тоа е заради спас на својата кожа.
ветивме дека екстерното тестирање ќе го укинеме. Законот за хонорарците ветивме јавно дека ќе го укинеме. Ние сме конзистентни на своите политики, тоа така ќе биде, но ќе понудиме решение. Еден новинар неодамна ве обвини дека го имате избркано од телевизијата каде што работи. Вие го изигнориравте тој став, немаше никаква реакција од вас и од СДСМ. Предпоставувам на кој новинар размислувате, лошо немам помислено за ниту еден новинар, ниту па за токму тој новинар. Значи, тврдам, лошо немам помислено, ниту јас, ниту раководството. Најверојатно тој новинар си има проблем со телевизијата со која што склучил договор. Ние се бориме за слобода на медиумите. Ние сме тие кои што тврдиме дека ова не е во ред да им сеускратува правото на слободна мисла, слободна креација на медиумите. И затоа не е возможно ние да помислиме такви работи, а не да правиме. Тоа ќе го препознаат граѓаните. Слобнувате чисто дека медиумите треба да се слободат. Имате ли некоја стратегија за тоа? Како би ги ослободиле? Еве вака. Точно е дека власт пушта многу пари и голем дел од медиумите знаат дека се подстеги, ама пусти пари си ја вршат работата. Ама вие сте еден од независните медиуми во државата. Што вие не знаете дека можете вие да примите пари, ама знаете што доаѓа и со тоа. Блокада на вашата слободна креација и диктат на тоа што треба да го правите. И затоа сте независен медиум. Тоа мора да биде така за сите во државата. Државата треба да има подршка кон медиумите. Тоа е така во светот. Но има толку елегантни, толку убави примери во целиот свет, во Европската унија, во многу земји, кои што се лесно применливи овде, на основа на критериуми на распределба на средствата, кои што се подршка кон медиумите. Зошто? За да можат како седма сила да си ја вршат улогата во општеството, да бидат камчето од мозаикот. Тоа кое што фали, ама не скршено, цело камче во мозаикот, за да има придонес кон иднината на Македонија. И во тој дел власта е проблемот, поединците се проблемите. Лесно се изнаоѓаат решенија. Дали се подготвени властодржците да бидат искритикувани, како што се подготвени секако да бидат исфалени, кога нешто прават. Така да, во тој дел, врзаната транспарентност, тоа што велам, развластувањето на идната влада на СДСМ, се однесува и тука. Имате ли покана до сега во Македонската радио и телевизија кога почнавте со објавување на бомбите? Немаме покана. Секако преку одговорите на прашања, преку моите гостувањата на нашите членови на раководството, сме на еден начин дури и побарале да ни дадат простор за тоа што го правиме, да ја дадат нашата страна, да остават граѓаните, нека толкуваат. Те не емитуваат ништо. И слушнавме ставовите на уредникот на МТВ и на раководството секако на МТВ. Затоа само ќе ја потсетам. Покрај оставки на власт, преодна влада, ние бараме и оставка на раководството на МРТВ. МРТВ е сервис на граѓаните. И ЗАЕВ, и сите што не се согласуваат со власта ја плаќаат радиодифузната такса. И ние имаме право, како опозиција, како луѓе кои што не се истомисленици со власта, да добиеме простор. Колку треба некој да има памет тоа да не го свати. Тоа е и мојата телевизија, тоа е вашата, тоа е на Груевски телевизијата, се согласувам, и затоа треба да биде рамноправен просторот. Има тоа врска. Затоа на крајот на денот, како што некој во обвинителството се однесува, знае дека ќе одговара. Оти е соучесникот и крши закони. Ви така е во МРТВ. Крајно време е да се одважат. Сега се одважуваат работите. После тоа нема оправдание. Соучесниство е секој ден остават трага. Секоја блокажа дневно на секоја бомба е законско кршење на нивната обврска. И остават трага и ќе одговарат за тоа. Зошто не им станува јасно на овие луѓе? Што се плашат само од Груевски, а не се плашат од иднината? Ми ќе одговарат по закон, тоа не е закон. Не е закон. Тие прават кривични дела, одговарат, кршат закони. И согласно тоа треба да се осветат луѓе. Тоа еден е животот. Немаме втор, па после резерва да го живееме поисправно од овој. Господине Заев, за крај, продолжува појавата на палење на автомобили во Битола на ваши членови од СДСМ, кои што се активни, вие ги нарекувате членови на СДСМ во Битола. Имате ли информации некакви, имате ли некаков став за ова појава? Еве вака. После палењето на возилото на наш активист, кој што е добар показател на ревносен борец против овој режим и диктатура, да го кажем.
на принципиелни основи како цела опозиција се бори. За возврат на тоа, не должејќи никому ништо, запалено му е возилото. Реагиравме многу внимателно, без да преюдицираме кој можел тоа да го направи. Се случува нашата реакција на редниот ден од палењето на возилото на нашиот активист. За после нашата реакција, на редниот ден, биде запалено возилото на друг наш активист. И сега, што треба ние да сме кленови, не наивни, да не знаеме што се случува? Тоа е најверојатно од нашиот опонент. Но да не преюдицираме. Само ќе кажам, да не испадне однесувањето на Министерството за внатрешни работи како 3 пати гранатирање на владата и никако да се откријат сторителите. Ќе докажат вработените во МВР, се надевам дека се стручни професионалци кои што ќе се одважат и ќе ги откријат сторителите и јавно ќе ги обелоденат. Само тоа може да скроти одредени помисли на било какви организации на, би ги нарекол, самозаштита на луѓето. Што да прават? Ние ќе ги поддржиме сега луѓе. Сакам да знаат, без разлика дали се наши активисти, членови или било што, кои што имат своји репресии, се што можеме, солидарно ќе споделиме, за да може да им помогнеме на луѓето. Но пораките кои што се испраќаат преку овие гнасни чинови, се пораки со намера. И апсолутно нема да ги премолчиме. Ќе реагираме и тоа доста активно. Благодарам. Благодарам и на вас на честа што ми ја укажавте.